овозможено од Mint Fintech групација, P2P, Осоговски млечни производи, поддржано од Бела Пац, Ладрија, Захарчев винарија, New Age, Лимак Хотел, Кенди, Антолог. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно. Јас сум во хотел Лимак, а денешната тема е исклучок. Го знаете оној моментот секоја чест на исклучоците? Епа многу мина ке речат дека тоа е само фраза. Некои веруваат дека не постојат исклучоци, а има и такви кои што ќе кажат дека исклучокот постои само за да го потврди правилото. Но она што јас ке ви го кажам е дека во суштина исклучокот не само што постои, туку има и име и презиме. Еве го. Таа е појава што не следи правила. Со неа ништо не оди по шаблон. Ниту во љубовта, ниту во животот, ниту во разговорот. Кога мислиш дека завршила, таа почнува одново, посилна. Кога ќе и речат си додала некој килограм, таа се враќа во уште подобра форма. Кога ќе помислат време е за пензија, таа демантира со изглед и енергија на девојка. Кога по правило браковите завршуваат со непријателства, таа е пријател со своите поранешни. Кога сите велат не треба да се оди на Евровизија, таа оди и растура. И не заради тоа што е контра по природа, туку заради тоа што е исклучително редок примерок на исклучок од сите правила. Калиопи. Калиопи, добре ми дојде. Добре те најдов и добре ве најдов цела екипа. Навистина многу пријатна атмосфера. За прв пат влегувам во овие простори. И пред се ми е големо задоволство и љубов што сум со тебе и со сите вас и што можеме прво благодарам за оваа многу точна најава во некои моменти до таа мера точна што се засрамив, ама јас секогаш велам дека да се биде исклучок е најважно да не си дел од мноштвото, да не си дел, сега не дека јас го критикувам мноштвото, но доколку имаш своја идеја, своја цел, свој пристап на нештата во кои што ти веруваш, а тоа со еден збор би го нарекла се биде свој, веројатно е тоа што те прави во очите на другите исклучителен. Исклучително редок примерок, реков јас еве на часта. Ти благодарам многу. Како си? Одлично, ти благодарам. Прекрасно изгледаш, прекрасно. Исто така. Како секогаш. Значи, црно и бело некако се твоите бои, ама јас знам дека ти имаш друга боја во која што си обоена. Црвена е мојата внатрешна боја, да. Иако веројатно со црното некако таа сплотеност со црната боја датира уште многу одамна, кога сум се родила и кога сум добила пристап кон фамилиарните албуми и кога сум ја гледала мојата баба Корнелија, која што сите ја викале кукла. Таа низина елеганција секогаш прелинава во таа црна боја и тие црни шешири. Сето тоа ми било одраз на елеганција и некако имам чувство дека можеби и најлесно е да бидеш сплотен со црното, а секаде да бидеш представител. Фала Богу, и најлесно и за комбинација и да не мислиш, нели, да не се оптеретуваш со облеката, затоа што имаш нешто сосема друго кое што треба да го представиш. Иако се воодушевувам секогаш на вакви комбинации, луѓе кои што тоа умеа да го носат и сакам да гледам, да. Да почнеме официјално со разговорот, Калиопи. Чекаш да те поздрават или ти си таа прва која што поздравува кога ќе се најде во просторија? Па, веројатно вака сега кога ме прашуваш, ми текнува на, еве обично на улица кога одам и ќе забележам дека некој ме гледа и јас прва велам добар ден. И се случувало некогаш да мои школски другари од школска клупа од основна оделенија ќе ме видат, а не се осмелувале да ме поздрават. Јас ќе ги препознам, ќе го препознам детскиот лик во нивните возрастни лица и трчам по нив некогаш да им кажам еј, здраво.
Поздравувам, да. Не чекам некој да ме поздрави, да. Не си од тие кои што нели по функција, по не знам, по возраст или по големина очекуваат некој да ги поздравува. Па за мене човек е голем онолку колку што неговите зборови и постапки кон луѓето го прават. Тоа е уствари онаа вистинско надополнување на човечката убавина. Така. Сега велат исто така дека многу повеќе не дефинираат работите кои што ние сме ги одбили и не сме прифатиле да ги правиме, да ги работиме, отколку оние кои што ги прифаќаме. Дали мислиш дека тоа е така? Па важни се едните и другите. Значи, треба да научиме што е она ни животот, веројатно за тоа се потребни вистинските луѓе во нашиот живот кои што попатно ќе не усмерат или ќе не како да речам, одстранат од некои наши намери за кои што однапред знаат дека се погрешни. Ама велам искуството е многу подрагоцено и мора некои нешта да ги искусиме сами. Сметам и едното и другото е важно. Едното е важно да се знае што е она што треба, што мора, што сакам да го постигнам, а што е она од што знам дека секој друг не би се осмелил, а е дел од моето битие, дел од мојата природа. Ама сигурно си имала најразлични понуди, не знам, ти ветувале и кули, и градови, па ти ветувале веројатно некаде и да влезеш со некого, актуелна, да речеме, или политичка кампања, или како и да е, но си ги одбила за тоа што веројатно си ја знаеш својата вредност. Каде ти е местото? Јас единствено нешто што не сум одбила е да пеам македонската химна секаде каде што ќе ме повикаат. Некои тоа го протумачиле како некоја, да речем, политичка ориентација. Не. Јас сум пејач на народот. Ако јас ја пеам македонската химна таму или вамо или секаде, секој еден што би ме повикала, јас сум во можност да одам, ќе ја пеам. Но да, има разни искушенија животни попатно кои што се случуваат, ама јас повторно ќе се навратам на тоа дека до мене секогаш имало луѓе кои што знаеле да ми кажат ова да, ова не, овде внимавај, сега ова му е прав момент. Не, на ова сега се уште не му е време. И тоа се тие работи можеби што еве повторно ќе речам, издвоиле од толпата, затоа што јас сум умела да слушам, јас сум умела да го почитувам тугиот збор и да интуитивно почувствувам што е права, што не е. И затоа сакав да кажам дека интуицијата е можеби најдрагоценното нешто што секој еден човек го поседува. Така. Ке ги спомнеш кои се тие луѓе кои што се секогаш до тебе? 2-3? Па како не, прво ќе речеме ете човекот со кој што најпрво моето семејство, мојата фамилија, мајка ми, татко ми, брат ми, сестра ми. Потоа откако излагам од таму, првиот човек кој што е до мене секогаш бил Ромео Грил. Исто така многу ми е моите пријатели, најблиските пријатели, мојата менаџерка Лорета, која што ми е повеќе од менаџер, таа е некако на некој начин член на моето семејство. Мојата мајка вели моето 4-то дете за неа. И тоа е така. Знае чисто да ти каже, немај Калиопи, не се глупија. Секогаш да, знае само таа е многу внимателна, ги чека вистинските моменти кога можам да ја слушам. Секако тука се многу бројни мои блиски пријатели кои што се како семејство. Да не го заборавам и вториот бивши сопруг Зафирчев, со кој што и ден денес другаруваме и ни е прекрасно, значи едва чекам од него да ги чујам најновите настани во светот. Тој ми е како вести, како интернационални вести. И секогаш и од секогаш сум го ценела. Имало момент кога ти рекол, па Калиопи ти реков. Никогаш. Он не. Али Ромео знаел да ми каже, ти реков. Затоа што, добро, со Ромео имам една многу поинаква комуникација, затоа што со Ромео не врзува и мајчинството татковско, како нашето заедничко дете. Потоа не врзува музиката од моето најрано доба, од 16 години. Ромео бил човекот кој што буквално, јас денеска велам, па да, од колку има Калиопка. 7 букви. 7 букви има моето име, викам најмалку 5 му припаѓаат на Ромео. Ај, колку убаво. Ама оние опит
Последните три се мои. Добро. А ти си му викала, ја ти реков, ти знаеш? Па да, знаело. Например, па добро, не е можеби ни он така. Сега сум неправедна можеби кон него, но он е секогаш чекор пред времето и ги предвидува работите на еден многу интересен начин и кога го слушаме, па некогаш се случило следниот ден да се случи тоа за кое што он говорел. Ама во однос на музиката и во однос на шоу бизнисот и во однос на она што е моја професионална, да кажам, реалност, слепо му верувам. Слепо му верувам јас. Па и да сгреши, он сгрешил, после ти ќе му речеш. Па не сгрешил, во тоа е проблемот што он не сгрешил. И не можам да бидам глува во однос на она што го зборува. И колку да не ми одговара во одреден момент, викам, сепак ќе го послушам. Да. Добро, ги спомна пријателите дека нели ти покажуваат што треба, како треба, но што е со оние пријатели, сите ги имаме, кои што да речеме некако не напредуваат, односно остануваат без амбиција. Што правиме со тие пријатели? Нели постои една изрека, ако ти си најпаметниот или оној кој што најмногу напредува во животот, би требало да го смениш друштвото. Што правиме со тие пријатели? Па мислам дека тука се случува една природна селекција. Тие луѓе некако сами по себе се откажуваат од или кога ќе видат дека каскат, не се во ход со тебе, тие самите се уморуваат и едноставно или подзастануваат да се одморат, па некаде понатаму ќе сретнат или пак остануваат таму каде што припаѓаат. Сметам дека вистински пријател е само оној кој што е спремен да ти ја каже најгорката вистина право во лице, па макар и по цена да те изгуби за секогаш. Добро. Јас такви луѓе сакам. А што е со пријателствата кои што ни се од взаемна корист? Имаме такви пријателства кои што Па не сум имала јас такво пријателство, морам да бидам искрена, затоа што тоа веќе не е пријателство. Тоа е веќе можеби таму каде што е взаемна корист, тоа мора да биде некој вид на соработка. А на сето тоа, доколку се надополни таа взаемна соработка со и да кажам поистоветување на мислењата во однос на да се продлабочи во некакво поинакво пријателство или да речам малку попријатна некоја врска, може, ама пријателство од взаемна корист, такво нешто за мене не постои. Така, а некогаш си била искористена, знаеш дека намерно некој ти искористил за нешто, но си дозволила да бидеш искористена. Не знам, можеби некој за да напредува во кариера или да знаеш дека некаде ако се појавиш на некого, ќе му донесеш поени плюс, но си дозволила да бидеш искористена. Сум дозволила во животот да мислат некои луѓе дека не сум свесна за тоа што го гледам, слушам, приметувам, бидејќи затоа што сум сметала дека на тој начин вреди за да им се помогнат да дојде до некакво сознание, но кога човек ќе примети дека не доаѓа до такво сознание, тогаш веќе тоа нели преоѓа во ајде да не бидам груба, ама е безобразно. Во тој случај нормално не. Ама сум правила отстапки, значи да се спуштам 2 скалила подолу, за да некој може да ме разбере или да не бидам пренаметлива или да бидам агресивна по однос на тоа што јас го можам, јас го умеам и сето тоа, но не сум дозволила некој да биде да речем дрзок, да си ги надминува границите на пристојноста, такво нешто не дозволувам. На кој е начинот на кој знаат луѓето како со тебе? Па зборот е нешто фантастично. Зборот, кога зборот се зборува и мислата ми бега, кажав во една моја песма, во тоа сум јас. Ама во мене дише глас, тоа сум јас, така да тука нема мрдање. Вака сега некој можеби јас сум човекољубец, јас ги сакам луѓето, без оглед на тоа дали ги знам, не ги познавам, дали тие направиле нешто за мене или јас за нив, тоа не е важно. Доколку
доколку е некој човек, мислам дека можам комплетно да се отворам и да бидам своја. Кога ќе почувствувам, а најчесто тоа се енергиите, кога ќе почувствувам енергија која што не го воспримува она што излегува од мене, едноставно енергетски јас се повлекувам и сум како глува нема слика. Така ли? Добро. Кога со тебе, Калиопи, се води разговор, најчесто луѓето ти се воодушевуваат. Може ли да се води нормален разговор кога некој е воодушевен од тебе? Дали мислиш дека е возможно Првите 5 минути не. Не, а? Првите 5 минути не, чекам да стивне еуфоријата и секако, затоа што таа еуфорија, која што се случува од другата страна, малку ми знае дека јас сум исклучително срамежлива личност. Јас тоа не го одавам од себе надвор, бидејќи веројатно има сосема поинаков друг впечаток. Ама она што е многу важно, дека мене во тие 5 минути ми е толку непријатно, јас се обидувам, добро, во ред, и кога конечно гледам дека тоа не стивна, онда превземам поинаков чекор и почнувам да правам сосема разговор за сосема некоја тема која што е неврзана. Ниту за музика, ниту за мене, за да токму таа особа си дојде на своето, да си го земе својот воздух. Тогаш веќе кога луѓето сваќаат која е она вистинската што се крие за моето име, тогаш се почнува да биде поинаку, станува сосема поинаку. Добро, со кој ги имаш најискрените муавет или на кого можеш све да му кажеш? Па, можам да го кажам, можев тоа на татко ми веќе го нема. Денес со мајка ми можам да ги правам најискрено. Не е мама критички настроена или? Да, секогаш сум јас кривата во приказната, ама од друга страна на тој начин затоа што мајка ми била со долги години педагог и тоа каков педагог. До ден денес ме среќаваат луѓе по улица да ми кажат. Учеше во школата кај што мама беше педагог, не? Не, ниту ми предавала никогаш, на ниту еден од нас. Мислам дека како што таа била педагог, ретко денеска имаме такви педагози да не се навредат. Така, да не се навредат сегашните, да. Не би сакала никога да навредам, ама она стварно беше Марија Буклеска поим за она што е прав учител, ја сака таа титула. Она е до ден денес учител. И со неа... за мама е мојата учителка? Па не беше за неа, ја имав учител. И тоа беше исто многу смешно, затоа што јас имав учител, мојот учител Вејан од Кичево, кој што топло го поздравувам сега. И има една анегдота, морам да ти ја кажам, за 8 март, нели сите купуваа поклони за своите учителки и јас сакам да купам за 8 март, ама како ќе купиш? Твојот учител не е жена, вика, тоа е учителот Вејан, вика, маше, вика, сакам хула-хопки да купам. Како ќе му купиш хула-хопки на Вејан, вика, мајка ме колеги беа. Ќе ги даде на жена му. И така да секогаш имав решение за се. Мајка ми секако морам тука... ги купи хула-хопките, му ги даде? Не знам, тоа, виж, не ги прашав дали сум успеала да го истарам тоа на свое. Ама пак ќе речам, можам за се да зборувам со Лорета и со секако Олгица исто ми е, Олгица Христовска исто мојата. И можам да зборувам за се со моите двајца бивши маши. Тоа е многу интересна работа. Дури за нови љубови? Можеби сум за посматрање, за на психолог или психијатар, ама дефинитивно мислам дека таму каде што сите копија ќе се искршат, имаш најчиста позиција. Си му се жалела некогаш на првиот бивши за вториот? Не, во сосема топли односи се. Ама не, кога сте они биле... си се разбираат толку добро што не можеш ни на едниот ни на другиот да им кажеш нешто еден против друг. Дори тоа го имам постигнато во смисол кога ние се дружиме, и исто така и сопругата сегашна на Рома, која што е моја многу добра пријателка. Едноставно сметам дека човечките односи се развиваат
толку и онака како што интелигенцијата тоа ти го дозволува. А им збориш за нови љубови? Да се јавиш, Не, да се за тоа не им консултираш? зборам. Не, до толку не. А и Рече, немам може време да за им нови љубови. Од работа не стигам ни за тоа, така да немам Да многу се јавиш, да материјал. се пожалиш, да се пожала многу работа, имам, нема љубов. Па не до толку, ама мислам дека жената бара свој женски другар во однос на тие теми. Мада викаат дека мажите даваат многу подобри совети кога станува збор за такви љубовни макички, затоа што не ги гледаат мажот, нели, ние имаме проблем со машко и треба да го прашаме машкото што мисли. Па добро, мислам дека ние жените уште од малички нозе, значи го имаме тој мајчински инстинкт. Уште кога ќе ни ја купат првата кукла, нели ни ја третираме како бебе. Значи тоа не може некој да ми каже дека една 2-годишно девојче некој објаснил што значи да се чува бебе, некако тоа спонтано доаѓа тој инстинкт и тоа не прати низ цел живот. И сега јас сметам дека обратно на мажите пак им треба некоја мајка која што ние мислам дека за овие односи можеме да зборуваме жена со жена, маж со маж, затоа што мажите си ги имаат нивните убави машки муабети, а ние убавите женски муабети. И да се држиме на тоа, бидејќи стварно грешка е да тој мајчински инстинкт биде имплементиран во една љубовна врска. Тогаш нели? Тоа Сите треба знаеме да како биде имаш две деца, како беше, имам две деца, али најтешко ми е тоа на свекрвата. Тоа не треба така да биде. Тоа не Затоа треба, веќе да, тука чу- почнува проблемот. Само сега ќе навлеземе во некои други. Не подобро не. не одиме натаму. Убав однос имала со свекрвите, доколку Прекрасен. Па бога ми не може на секого знаа да му е калиопи. Прекрасен. Да, јас некако моите свекрви биле мои мајки и свекор, наравно, свекор свекан маж во Не знам множина. како е, па свекор, Свекор, а во множина ајде свекор. Леле. Ај свекрвите, а за свекорот нема. Зашто во подобри односи свекорите. Ама свекор. Ау, македонски јазик, литературен свекорите, ништо некој Гаси Добро, тука музика, учителката, да не сега накара. да беше сестра ми тука одма ќе се изјаснеш. Ќе кажеш тоа. Кажи го по име, не мора да. Да, тоа е дефинитивно нешто што можам да кажам дека секогаш сум имала прекрасен однос со тие луѓе и до ден денес. Затоа што нели обично кога ќе влезе естраден уметник, но сепак вие сте нели и двајцата сте биле во музиката, па немало тука нели причина за да се каже еве зошто земаш пијачка да донесеш дома, тоа се некакви си предрасуди на кои што. Па не само тоа, него едноставно предрасудите никогаш не биле предмет и тема не на разговор, туку на размислување. Во мојот свет во кој што јас живеам, сметам дека не постои ништо полошо од предрасуда. Затоа што ти мораш да многу добро ја познаваш туѓата страна, причина и да кажам можност или неможност заради некоја си своја одлука или постапка, па за да можеш да го осудуваш. Прочем, а денеска, за жал, живееме во свет каде што многу брзо се живее, каде што нема многу време за размислување, емпатија и прво нешто што е најлесно и на удар е осудата. Да. Предрасуда е во ствари дека не размислуваш, нели, односно дека ти е затворен умот. Од предрасуда веќе доаѓаме до осуда. Затворен умот и од тука до осудата. Предрасудувањето е веќе почетна фаза на тоа да некого си го осудил дека е виновен. А зашто е виновен? Не знаеме. А ти зашто си била виновна во живот? Па веројатно во нечии очи сигурно ме осудувале за многу работи. Но тоа биле луѓе кои што секогаш биле луѓе кои што недоволно ме познавале.
кои што воопшто не ме познавале. Го нагласуваш биле луѓе, значи сепак се луѓе, да. Па да, се луѓе, затоа што сакам да кажам, не ги деградираш. Сметам јас како научив да простувам низ животот, со тоа што јас ги разберав луѓето зошто ме повредуваат. И од каде секогаш се прашував зошто се тие толку несреќни кога си дозволиле еден таков чекор, но некои кои што не го знаат да му судат и да постапуваат или да размислуваат лошо. Не секогаш дека ми било лесно, бидејќи јас не сум била спремна од секогаш за еден таков свет. Излегуваш од дома со едно чисто срце и прегратка и мислиш дека цел свет е твој и дека цел свет размислува и подеднако така ќе сака како што ти умееш да сакаш. И со тек на времето нормално се случуваат нешта во кои што ти разбираш дека па не е се тоа така розево како што ти си го знаеш. Како си ставаш оклоп или како се заштитуваш? Која е твојата заштита? Затоа што, како што рековме, енергија има, па има енергија. Вака да застане човек до тебе, веднаш можеш да почувствуваш дали е за или е против, но ти треба оклоп за да преживееш. Знаеш како, Снежа, веројатно, како и се во мојот живот, бидејќи јас никогаш не сум ги размислувала нештата вака мора да биде или ваква сакам да бидам или сакам да бидам нешто посебно. Јас едноставно сум била тоа што сум. И само сум грабела низ животот во смисол сум имала сила да ги поместувам и нештата кои што биле за многу луѓе околу мене невозможни. И кога тоа го правиш, луѓето почнуваат да те гледаат поинаку. Како сум се заштитила? Сум се заштитила најверојатно интуитивно и, да речам, несвесно. Тука веќе подсвеста работи, повеќе отколку свеста. Зошто? Затоа што во оној момент кога ти ги гледаш слабостите на луѓето или нивните неможења и неможности, тогаш велиш не можам да се налутам на ова. Ајде да се обидам да го разберам ова. Кога ќе го си направам своја слика, значи за него, во смисол да го оправдам во тоа што е он, да кажам, или лош, или груб, или е нервозен, или е брз на јазик. Ама се велам, па тоа е човечки да крај крајава. Тоа е многу човечки да грешиме. Никој не е безгрешен. Само едноставно се трудам да не навлегувам многу длабоко во анализи. Туку едноставно да знам кога е моментот, кога треба јас да се повлечам неколку чекори. Сега ова кој го спомна, во најавата имав кога вика нема да се оди на Евровизија, не треба да се оди, имавте ви еден таков случај. Значи јас го знам оној моментот со Наум Петрески, ќе го спомнам зошто, заради тоа што лани, мислам, 2024 беше кога имаше хрватска песна Рам там 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 тири дири да. Да. Значи вашата песна беше многу слична, рум дум дум, ама изгледа беше пред времето. Да, тоа беше баш пред времето. Кира Костов, легенда кој што ја направи таа песна, не беше тоа сватено и беа некакви констелации чудни во тоа време што едноставно не беше времето за нас. Крај. И тука е точка. И заради тоа се враќаш уште посилна, се враќаш и не се љутиш, не си го сваќаш при срце дека епа не сакате, нема да ме добиете, не возвраќаш на тој начин, туку си имаш веројатно поинаквата мисија. Вака би го опишала тој момент, не дека ми било седна, не дека ми било убаво и лесно, бидејќи тука имаш некои случувања кои што се задкулисни, кои што никој не ги знае и не треба да ги знае, но работата е во едно, да си ја научиш својата собствена лекција. Јас во тој момент си ја научив својата лекција, дека можеби, да, тоа што јас го правам не е са тамо, зошто јас да ги збунувам луѓето. Реков, доколку треба да ја представам некогаш оваа земја на Евровизија, па вајда таа земја не треба да одам на никакви надпревари, туку треба да сетат дека сум тука, постојам како уметник и да ми кажат, сега ние сакаме да ти одиш на Евровизија, кога се направија такви правила, нели да. Возможно и така и заборавив на тоа.
едноставно остави. Сега пак да ја објавите, да видиме дека предходно Македонија имала пред Хрватска. Хрватот мислам дека беше втори, иако беше онаа дека ќе победи на многу Евровизија. успешно помина, ама како и да е, ние нашата музичка историја ја запишавме со Црна и Бела, со Ромео 2012 во Баку, во Азербејџан, кога сите не отпиша мислеа дека сме последни на кладилниците. И сеќавам првата генерална проба која што се случи, тоа е естонска проба во Кристалната дворана во Баку, одеднашка се измести се, како да речам, станавме доста атрактивни и актуелни на таа сцена. Така, и специфично си по тоа што не најавуваш ти, мислам сега има нели доаѓаат пеачи, се има некаква најава, имам хит спремен, имам нов албум, имам се, ништо не најавуваш, ќутенката, тап, ќе си отпееш, ќе си победиш и ќе си се вратиш. И тоа веројатно е карактер, нели? Да ги чуваш, се плашиш дека можеби некакви негативни енергии можат да не се работи за тоа, туку во процесите на работа, кога работам во нешто, јас сум толку внесена во тоа што ме интересира само тоа, тој процес на создавање, на креирање и можам да кажам дека таа, како ти ја нарекуваш победа, таа победа е за мене кога вистински ќе успеам да ги изненадам луѓето. Јас многу сакам да ги изненадувам. Пријателите со подароци, со добро јадење да направам нешто. Сакам да ги изненадувам луѓето со некоја убава вест, со нешто што негде сум го чула и сум го научила, па го пренесувам. Да ги изненадам со добра песма, со добар албум, со добар концерт. И нормално е тоа што, еве сега во моментов, нема да кријам, се подготвуваат нови концерти, тоа веќе јавноста го знае, кои што малку ќе бидат поинакви од се останато. Unplugged, 100% Калиопи. Тоа го смисли Робе, 100% Калиопи. Да, 100% all natural, не да без 100% лайф, 100% лайф Калиопи. 100% лайф без никакви додатоци. И да, бевме повторно во студио, иако минатата година нели имавме нов албум, ама кога имаме инспирација, влегуваме во студио, работиме и направивме нова песма која што наскоро публиката ќе ја чуе и ќе видиме што ќе биде. Да, тоа е да тоа. се задржиме на тоа. Да. Ова го наведов заради тоа што сегашниве трендови, нели, иако се помладите и како и да е, се некако оди со и пуштам тизер, па пуштам некаква најава, па одам некако повеќе маркетинг се вложува отколку што реално песната или проектот е квалитетен. Дали е тоа грешката, да речеме на... Не, тоа е да кажам денешницата, ова време во кој што ние живееме налага своји правила како одредени работи се случуваат. Денеска, например, социјалните мрежи го диктираат темпото што и кога, како ќе биде презентирано, прифатено. Имам ја млад тим на луѓе во екипа кои што работат на тие социјални мрежи. TikTokот е денеска главно место за младите каде што ги шират, па дури се зборувам стриктно за музичката индустрија, затоа што секако имаме се што на социјалните мрежи, но зборувам сега во однос на тоа што јас го работам. Сватив дека на многу мои концерти, дали тука и надвор, има многу млад свет, млади деца кои што се тинејџери. Што значи дека некаде они ги примаат тие информации за песмите. И во еден момент, мислам дека бевме во Вараждин, во арената, јас му бев гостинка на Жејко Самарџич и ја пееме нашата легендарна песма и после тоа јас останав сама на сцена и пеев Црно и бело и Кофер љубави. Црно и бело сите ја пеат во еден глас, без оглед каде сме. Тргнала Кофер љубави и една девојка, ама во говорот ја фати, ова е хит за TikTok-а. Кој хит за TikTok-а? Хитов 40 години. И така што, мислам, кога човек тие работи ги сваќа, едноставно има работи кои што се дел од моје време, има работи од мои сознанија, а има работи тие доколку сакаш да си актуелен и во ова што денеска го живееш и се прилагодувам на тоа, бидејќи младите, и учам од младите исто.
без оглед на не тоа. си од оние кои што нели да викаш во мое време како беше. Не, тоа, Да, не. затоа И што- јас не сум сакала кога ми кажувале, во мое време, во твое време, во мое време. Сега проблемот кај мене што од мое време јас сум во нивно време и се уште сум тука и постојам. И си прифатена и со концертот нели на Тони Зен и на Сладкар, тоа беше нешто феноменално, значи нешто такво не се случило. Значи буквално тоа беше она македонската музика така треба да изгледа. Значи полна сала со вас на сцена, со таква енергија која што треба да ја пренесуваат пеачите, никако поинаку. Од мојот тим ми стигна веднаш информација за она што си го напишала на Инстаграм после тој концерт, затоа што ние стварно имаме еден прекрасен тим на луѓе кои што работат и секогаш го гледаат она што е посебно и се она што ти го напиша на својот профил беше можеби една од најточните мисли кои што сум ги прочитала поврзано токму за таа синергија што се случи на сцена помеѓу мене, Сладкар, Тони Зен, во таа една преградка кога се прелеа таа емоција низ цела арена и ти тоа го кажа, ова е се што треба да се знае за македонската музика. Тоа ми беше многу мило што и секако многу ми е драго што во ова време кое што е сиромашено со емоции, едноставно посветување на внимание и љубов едни кон други, се случи една таква ноќ и еден таков момент. Да, тоа беше навистина прекрасно, преубаво. Сега ајде да се навратиме пак на помладиве пеачи и на оние реални шоуа кои што постојат многу долги години и излегуваат пеачи. Но дали се тоа вистински пеачи и дали на вистина на тие пеачи им ја кажуваат вредноста или тоа е некаква лажна вредност, некаква лажна перцепција за себе. Си сум била дел од X Factor и таму беше и настапуваше. Си била дел дури од жири, нели, иако тоа е на никад не е касно како и да беше. Никад не е касно, тоа е на повозрастните сега кога зборуваме, а порано нели на македонскиот идол. Да, никад не е касно, е еден сосема поинаков формат. На македонскиот идол. Каде е грешката? Дали давањето на преголема самодоверба кај тие деца, нели, па не успеваат понатаму, или не знам, поинаква вредност им сервираме, што е тоа, значи ти да бидеш популарен треба да бидеш, а не да дадеш вредност. Сметам дека за едно вистинско градење на квалитетна кариера на еден млад човек, единствено вистинско е онаа стара формула која што датира од од моите почетоци. Кога продуцентот се грижи за твојот раст и музички, интелектуално, духовно, ментално. Сето тоа е една голема школа која што едноставно како комуницираш со медиуми, како комуницираш со колеги, како комуницираш во студио со својот продуцент, значи тоа е баш една школа. Јас во една шоу емисија, каде што и самата знаеш, кога се снима шоу, како тоа се кадрира, како тоа се снима, значи кој кому му посветува толку многу внимание за да може тој млад човек да научи, а посветено му е доста внимание затоа што он има медиско внимание и секако многу брзо стига до некаква си слава. Но дали тој попатно ги учи нештата кои што треба да ги научи, или дали тој, откако ќе заврши тоа шоу, ја има таа поддршка од продуцентот кој што треба понатаму да се грижи за неговата кариера. Многу сложено прашање. Јас само ќе решам, многу работи во моментов не функционираат на начин дека се тоа вистински прави вредности. Мислам дека многу повеќе сакаат да бидат популарни, нели? Прво стануваат популарни, па после Ама добро, денеска ние знаеме и ни социјалниве мрежи дека да се биде популарен не е само доволно да направиш нешто убаво и доблесно, можеш да направиш нешто сосема спротивно, тоа е малтене и дегутантно и идиотско. И ти си веќе популарен преку ноќ. Работата е во тоа
Мислам дека повеќе сакаш да ми кажеш нешто околу вистинските и лажните вредности на денешницава кои што се и тоа како истакнати. Има и уште една друга работа. Јас исто сметам дека некој кој што вистински е дојден не ради популарност, тука е дојден ради тоа што има некаков свој сон, замисла и верува во тоа, тој ќе го најде својот пат. И таквите вистински се случува, попатно се го наоѓаат својот пат. Да, имаме такви примери. Например, Елена Ристевска, не знам колку знаат, почна од едно македонско шоу, се викаше М2. Точно. Значи, како се Девојче беше, колку имаше, 15-16 години, се сеќавам. И тоа е вистина. Така е. Дека кој сака си го наоѓа соно и зашто е дојден на сцената. Многу е битно зашто си дојден. Дали си дојден за да бидеш популарен или си дојден за да бидеш, не знам. Така е. Да. Добро. Значи, која диктира цената тогаш на пазарот, на производот, на пејачот? Кој ја диктира? Па не би го нарекла јас тоа кој го диктира, затоа што секој си има својата цена, да кажам, условно речено, или ова е многу тешко прашање за мене, бидејќи откако знам за себе и креирам и правам музика, јас никогаш не сум поставила цена за мојата уметност. Јас никогаш не сум размислувала за тоа нешто. Тука постои токму заради тие причини, бидејќи за мене е безценето тоа што се работи. Тоа е нешто што треба да стигне многу подалеку од тој момент, колку чинили, што чинили, колку вложив, колку треба да добијам. Не. Значи нема калкулација? Нема калкулација кај мене. Токму заради тоа и се го давам тој имат за дека она што јас се бавам е чиста уметност. Така, веројатно заради тоа што сега влегуваат со калкулации сите? Однапред, да. Не, немало калкулации, ниту во нашите почетоци, ниту до денес. И веројатно токму затоа нашата музика е таква. Нашата музика спојува времења, нашата музика спојува генерации, нашата музика е безвременска. Да речам, затоа што е безценета. Јас не можам да зборам, токму затоа постојат менаџери, постои тим на луѓе кои што креира секако договори и преговори со страни кои што треба да се разговара на тој начин, ама јас во тоа не сум инволвирана. Јас секогаш сум рекла, сакам исклучиво да се бавам со музика и со она што се вика креирање. Што ти е тебе поголем товар, кога некој ќе те прецени или некој кој што ќе те потцени? Па не може никој ниту да ме потцени, ниту да ме прецени, бидејќи јас точно знам каде сум. Тоа е многу важно, кога ти знаеш што правиш, дека тоа сето што е создадено околу тебе е чиста љубов, како може некој да го потцени или да го прецени? Не постои. Или тоа е она што се вика премногу те сакам, или помалку те сакам. Нема, или сакаш или не сакаш. Така што сметам дека не очекувам секој ден да ме сака. Не очекувам секој ден да ја сака мојата музика и да му се допаѓа. Ама со тек на време научив да размислувам дека сум заслужила почит во однос на таа колку влог и љубов сум дала во сето она што го правам. И сега на овие години на кои што сум 42 рука. Не, ќе направам 59 години точно оваа година и за мене тоа е само бројка, ама многу сум среќна што се повеќе и повеќе учам и го будам детето, девојчето во мене, заради тоа што девојчето најмногу ми помага да се справам со сите мои прашалници кога се двоумам за нешто, дали треба вака или вака. Девојчето секогаш ми помага. И да знаеш дека си во право. Јас често знам син ми да го прашам, малиот,
за некаква одлука или нешто што треба да направам. Например, му викам ова или ова, ми вика ти што сакаш? Викам тоа го сакам. Па тоа де земи го, знаеш колку е едноставно, нели, затоа што не сме. Тоа е детето во нас, затоа што детето во нас секогаш знае што е најдобро за нас. Да, затоа што не е оптеретено со ништо друго, него тоа што си го сака, тоа си го зема. Ајде тогаш малку да си поиграме кога спомна детето. Малку може? Оваа тука кутија е на исклучоци. Сега имам некакви предизвици за тебе. Ќе видам дали ми се сите три тука, да видиме што ќе извлечеш ти, па што ќе направиш. Еве, кутијата е тука, отвори, имаме три. Одбери си. Ајде вака. Момент. Да, одоздола. Чекај, како се одоздола? Ете, се отвори добро и се одбери си едно. Сите три треба да ги одговориш, ама ајде да видиме. Ајде прво ова. Опс, да видам. Да ти да ги каже како лута тетка на шалтер стиховите од песмата Не ми го земе времето. Дај на очари имаме ли некаде? Како? Која камера ми има? Чекај да ти ставим и на очари. Тетката има на очари. Како имам во црната торбичка моја. На очари и да ги како лута тетка. Лутата тетка на шалтер, што е? Тоа до сега не си го имала, ама си играме сега. Нема гајле, апсолутно. Песната е Не ми го земај времето. Така, ама тетката е лута и е на шалтер и тоа е Калиопи. Не ми го земе времето, времето ми е поважно од се, во него има спомени и собели мириси од плави темјани. Не. Не можам да кажам јас, дека повеќе од тебе знам, нема лажно его ни суета. Не. Не би се ставила јас пред тебе, иако подолго од тебе постојам. Вечно цвеќе невене. Дај барем оставиме да живеам со спомените и со времето, пак во времето и со спомените, јасно? И ти фали документ, кажи му на крај. Фала ти. Добра тетката. Ајде. Сега пак? Сега имаме пак. Сега во која улога ќе ме несете сега, мајко моја? Рековме све исклучоци. Што треба да направи? Да се расправаат Кичевчанка и швајцарец. Швајцарец утврди дека сирењето е топ, Кичевчанката да кажува дека во Македонија е поевтино и подобро сирењето. Сега знаеш нели германски? Да, швајцарец, тој швицердич. Тие немаат ни германски, ти имаче. Така. Unser Käse ist absolut der beste, es ist einfach außerordentlich. Што бе außerordentlich? Кај се многу поевтино и поарно сирењето, што ние, знаеш какво сирење имаме во Кича? Не можеш ти такво сирење ни да предпоставиш дека има. Сега малце да видам, сега ту не стев на крај, дека имат. Nein, unsere Käse ist der beste. Unsere Käse ist der top, ausgeordentlich. Абе, ајде, не знаеш ти шо е убаво. Ние во Кичево имаме најубаво сирење. И кога ти го вела тоа, така си е, брату, да знаеш. Готово! Кичевчанка да победи! Другиот него ни разбравме што збори. Со швицердичев забегав, затоа што не ми е баш... Во една прилика, морам ова да го кажам, затоа што немам многу простор каде да го зборувам. И паралелно го учев и германскиот и швајцарскиот. И во една прилика Пако, кога беше тука и нешто помал беше и се расправаме и јас и веќе избезумена, он нешто ми кажува, јас го карам и на крај почнувам да го карам на швицердич, на швајцарски, Пако почна да се смее. Затоа што тоа беше толку за никаде, што ми пропадни карањето. Сега имаме... А кога пцуеш она баш сочно или она идеш на одете по ѓаволите? Единствено псујам само кога возам. Добро, тоа е све оправдано. Тамо, мислам, подобро да нема никој кој што е очевидец. Ова го имавме, добро. Мислам дека треба да направи сега хол. Дали знаеш што е тоа хол? Леле мајко, како вистинска флуенсерка, што сум купила денес. Што си купила денеска инфлуенсер? Па рековме, Калиопи, инфлуенсерки, немојте да ми замерите, сестри мои убави. Кој знае колку инфлуенсерки ми доаѓаат на концерти и ми ги сакат песните, јас сега треба да ги Ама ајде ке се... Ама... Леле, денеска, каде сум сега, пак сум, во која, во таа...
Значи, драги мои, денес без повторно малку да прошетам. Сум си го купила ова капче, не знам сега точно од кој креатор беше, ама многу ми прилега така, еве тоа што го видовте. Галичка капа, ела. Ау, и си купив од мајчина Душица чајче, многу смирувала, да ви кажам. И сега овде има едно така за љубените за 14 февруари, кој што така нека си појде, нека си види. Тука ова за вас, мажи, знаете, вие треба да научите конечно како да се однесувате работи кои секој маж треба да ги знае. Од бред коси. Добро. Добро, и што имаме друго, не знам. Ова не го покажувам. Не. Тоа е. Фала ти! Да ги собереме, па одлично. Капчево, од каде ти е? Значи, капчето е галичко капче. Многу е убаво. Имав преубаво. нешто слично, порано го носев во Австралија на концертот во Сидни Опера Хаус за 100 години Илинден. Да. Идентично и значи галичко. Галичко капче, да, го носат мажи, но го носат и жени. Да знаеш. Ке речев, пак сум пред времето. Машко капче, ако сум ставила на глава, добра сум. Тоа е тоа. О, колку е убаво, прекрасно, прекрасно. Да, го изработуваат во Македонија, значи Преубаво. со вез, кој што е така да е. Преубаво. Значи, Повторно. ова од холод на ова најдобро испадна, така ли? Да. Што мислиш, кога повеќе сака публиката? На почеток, пред да почне концертот или на бис? Па, знам кога не ме сака. Кога си одиме од сцена, се шалам. Некога завршува цела приказна, тогаш мислам дека публиката која доаѓа на моите концерти ме сака од почеток до крај, па и после години од како ќе поминат од тие концерти, ама она што е најважно за мене, кога е мојата публика највозбудена, кога е мојата публика најинтерактивна, значи кога тие се некои моменти на кулминација кои што ги и тоа се случува во текот на концертот повеќе пати. Ама секако, се си има убавини, и почетокот и средината и крајот. Јас мислев ке речеш на бис, затоа што ние сега ќе одиме на реклама и на бис ќе ја вратиме Калиопи. Одговорот не ми беше соодветен на најавата. Ама добро, одиме на реклами, на бис се враќаме, да. И еве се враќаме на бисот. Добро. Да. Значи виц немаме. Така, договаравме. Си кажавме позади камера неколку вица, ама мислам дека нема да биде публиката воодушевена. Не. Привилегија е да слушнеш виц од Калиопи, тоа ви гарантирам, и да бидеш привилегиран, да бидеш во неизнина друштво, кога кажува вицови, да знае. Тоа е, стварно не знам сега, дали подобро кажуваш вицови? Не, подобро пееш. Али вицовите ти се тука некаде. Фала ти многу. Фала ти многу, ама кај нас обично во друштво ни се поделени улогите, имаме луѓе кои што навистина знаат да кажуваат вицови. Еве ги, јас пак ќе ги споменам Олгица Христовска, Васил Зафирчев, значи тоа се глумци. И нема тука што умеат си ја знаат. Ама добро си препишала, ако си препишувала од нив, можда препишував па научив нешто од нив, да. Добро си, топ си. Сега, ќе продолжиме уште кратко, затоа што малку мислам дека го спомнавме моментот за жената, спомнавме, нели? Но, реков, значи, посебно јавните ликови не им е дозволено да стареат, затоа што веднаш, нели, ќе кажат, видија како изгледа, видија колку се збабосала, видија како, мислам, најчесто се навредите упатени на таа тема на изгледот. Иако вредноста останува, значи жената си вреди, ама што ми изгледа, одма и се смани, се спушта вредност. Повторно ќе се навратам на лажни вредности и вистински вредности, на поместување на некои граници кои што сето тоа индустријата, медиокритети, да кажам, естетската хирургија која што стана едноставно еден наплив кога демек тука сме за вас, ве направиме срекни. Се е тоа во ред, окей, ама главен мотив или да кажам причина за да случуваат тие работи е повторно од психолошки карактер. Бидејќи ако јас знам која сум и што сум, колку вредам, всушност
да си го сакам лицето од саба или наутро кога ќе се разбудам, кога ќе се погледам во огледало. Многу луѓе не веруваат дека јас за своите 50, сега и 9 кои ќе ги направам години, никогаш не сум правила естетски. Немам против. Кој сака, нека прави, апсолутно. Немам против тоа. Но сметам дека човек мора да старе достоинствено и да ја вкуси староста на еден суптилен начин, бидејќи секој период од раѓање па до тоа е толку краток пат. Дозволи му на тој пат да се видиш себе си. Ние сме срекни веќе и привилегирани доволно што можеме да ја доживееме таа старост, што станува со оние кои прерано заминуваат. За жал. Да мислиме на тој начин. Постојат луѓе кои што навистина не го вкусуваат воопшто тој период на животот. Заминуваат рано од овој свет. Да, имавме загуби во македонската музика. Да. Можеме ли да констатираме дека сме ранети како никогаш до сега? Мислам дека никогаш не сме биле поранети. Ние сме биле ранети во годината кога Тоше не напушти. Не напушти многу деца млади. Не напушти, се зборувам за сцената, сега ова што ни се случи со Кочани. Нашите драги пријатели, колеги од ДНК, Андре, Панчо, Сара и сите други. Сметам дека да, не сме биле поранети од ова што сме. И се надевам искрено, ева ова ако треба да биде на оваа наша приказна денешна со тебе завршен збор, нека биде тоа дека навистина се молам од овие работи, дека ќе научиме нешто и ќе почнеме да се вреднуваме и сакаме како народ, ние, како браќа и сестри, како македонци, а не да се двоиме, не да ги тераме аршините по тоа кој е крив, а кој е прав. Ајде да бидеме еднаш едно, како што и впрочем кажав во мојата песма На пат до Македонија. Да бидеме едно. Да бидеме едно. Тоа сакам, тоа е единствено што посакам за нас. Тоа е тоа, нели така? Мила моја, многу ти благодарам. Ти благодарам и тебе. Јас имам еден куп подароци кои ќе морам да ти ги подарам. Да, ова се од нашите драги пријатели. Клоше, Повели. Благодарам, мила. Значи ова ни се од Бела Пац, тука ти се и чајчето. Имаме сега едно, имаме и чајче тука едно, да. Имаме тука винце, станушина вино. Станушина, тоа е Захарчев, тоа е една мала винарија, семејна винарија, ќе си го пробаш. Наша винарија, да. Браво, македонци, сакам кога сме вредни. Не знам колку читаш, колку имаш време во суштина да читаш, да, но еве овдека имаш 3 книгички од антолог, да видам кои се. Прекрасно. Така си ги прочиташ, Повели, чека, имаме уште со вино. Обично јас сакам да подарувам. И па после можеш да ми ги вратиш. Значи, овде осоговски млечни производи за со винцето, да си имаш тука сиренце, кашкавалче. Прекрасно. Да. Повели. Прекрасно. Ова мислам дека Лорета ќе ми го земе, она е по сирењата и кашкавалите. Да. И Ладрија Козметик исто така ти подаруваат. Рековме, негата на жената е најважна. Многу благодарам. И вакво едно звучнице да ти подариме од Mint Fintech групацијата, да си го пушташ, значи еве ти. Како знаеш дека ми прегоре? Па знам, тоа све јас знам, ете. Значи, веројатно некој врапче ти кажало што се ти. Драга моја, многу ти посакувам успеси, бидејќи го правиш ова неверојатно убаво и добро и племенито и доблесно. Голем си професионалец и ти посакувам долги години на внатрешно задоволство при она што го работиш. Ти благодарам најмногу.